Предметите на специјалното јавно обвинителство можат да паднат пред Судот за човекови права во Страсбур поради амнестијата на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, бидејќи во судот Иванов ќе го гледаат како председател без да знаат дека амнестијата беше незаконита, децидира универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. А ќе се убиеме од мачење да докажеме дека тие дела сите заедно врз основа и на овие оценки на Европа дека е заробена држава, дека сите тие дела заедно биле сериозни повреди за човековите права, бидејќи тоа е веќе друга ситуација, затоа што амнестија и помилување не се дозволени за тешки повреди на човекови права, што во меѓународното право е признаено за геноцид, тортура и слично. Меѓутоа, до сега во праксата на овие меѓународни тела не бил оваков случај во Македонија. Сите сме сведоци дека со актот на помилување председателот Иванов ја доведе во прашање работата на специјалното јавно обвинителство, вели шефицата ново обвинителство Катица Јанева. Таа во синокешното гостување во емисијата Правда и неправда на 1 ТВ рече дека ако странките во одредени предмети побараат заштита пред судот во Страсбур, тоа е процес кој СЈО не може да го спречи. Прво, на личниот интегритет на специјалното јавно обвинителство и специјалните јавни обвинители направи штета. Од друга страна беше незаконска и незаконска не оштети затоа што изгубивме драгоцено време во кое можевме да слушаме разговори, во кое можевме да поступуваме по други предмети, а ние ги повториме во тој период истите действија што ги имавме и пред амнестиите. Професорот Калајџиев смета дека за да може да се излезе од ваквата ситуација, ќе мора да се докаже дека амнестијата на председателот Иванов е незаконита.